Министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани заедно со амбасадорот на Европската унија го означија почетокот на проектот поддршка на системот за обезбедување квалитет на социјалните услуги во Македонија. Проектот инаку е дел од техничката помош на Европската унија за реформите во социјалната заштита и има за цел да помогне во изградбата на функционален, транспарентен и ефективен систем за социјални услуги достапни за сите граѓани, особено за ранливите категории. Преку какви активности ќе се спроведува низ целата држава, дознаваме од нашите соговорници. Велиме добро утро, ќе започнеме со дамата, господја Јелена Вахакоопус, тим лидер на проектот поддршка за системот на обезбедување квалитет на социјалните услуги. Заедно со неа државниот секретар во Министерството за социјална политика, демографија и млади, господинот Фатмир Сабриу, добро утро и добре ни дојдовте, и Владимир Лазовски, консултант на проектот. Добро утро. Господине Сабриу, почнуваме со вас. Овој систем за осигурување квалитет на социјални услуги не е само административен инструмент, дефинитивно и механизам за градење доверба. Од тука прашањето колку во моментов е достапно обезбедувањето на социјални услуги, во колкава мера социјалните услуги ги зајакнуваат корисниците и им овозможуваат активна вклученост во заедницата. Првен добро утро, благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи. Одговорот на ова прашање може да се најде во самиот факт дека ние како Министерство оваа година, 2025-та, преку јавен повик доделувавме, односно склучивме 23 повеќе управни договори со 23 повеќе даватели на социјални услуги во споредба со 2024 година. За прв пат ова година Министерството склучи управен договор со лиценциран давател на социјални услуги за давање на услугата дневен престој за бездомници, односно лица бездомници и за привремен престој на жртви на семејно насилство. Од друга страна, ние спроведуваме и проект за имплементација, односно за подобрување на социјалните услуги со поддршка од Светска банка, а податоците кажуваат дека заклучно со 2024 година со овој проект се доделени 34 грантови на даватели на социјални услуги кои што ќе спроведуваат социјални услуги на локално ниво. А само во 2025 година, овие 5 месеци, ние доделувавме 26 грантови за даватели на социјални услуги. Но тоа не е се. Не застануваме овде. Јули месец спремаме нов повик за нови грантови, најмалку уште 26 за други даватели на социјални услуги и со тоа докажуваме дека сакаме да ја прошириме мрежата на даватели на социјални услуги, социјалните услуги да ги има и во најдалечените места на нашата територија. Во нашиот буџет 1 милиарда денари се доделува за социјални услуги, 2000 корисници имаме, 83 даватели на социјални услуги кои што имаат склучен договор со нашето министерство. Велите преку бројни активности институционално ќе го зајакнуваме системот и ќе обучуваме стручни соработници. Она што мене ме интересира каква е програмата и преку какви активности ќе се обезбедува функционален систем. Овој проект представува еден важен сегмент на нашата стратешка определба за изградба на праведно и инклузивно општество и се подостапни социјални услуги. Овој проект го докажува уште еднаш нашата заложба како влада и како министерство дека ние не сме само за достапни социјални услуги, туку се грижиме и за квалитетот на тие социјални услуги. Проектот опфаќа многу бројни активности, почнувајќи од системот на мониторинг и еволација, од создавање на алатки, нови алатки за мониторинг за еволација, зајакнување на капацитетите на инспекцијските служби и надзорот, после тоа на проценка на потребите за обука за спроведување на мониторинг и еволација, подготвување на програма за обука и зајакнување на капацитетите на човечките ресурси на Министерството за социјална политика, Заводот за социјални дејности, центрите за социјални работи, единиците на локална самоуправа, па и се до давателите на социјалните услуги. Следното прашање ни е до господјата Јелена, како тим лидер и партнер на Министерството, на кој начин ќе се придонесе во подобрување на квалитетот на социјалните услуги? Thank you very much for inviting me. I'm really happy to be in North Macedonia to implement so important project. Ви благодарам на поканата. За мене е задоволство да бидам во Северна Македонија и да учествувам во еден вака важен проект.
Project is financed by European Union. Проектот е финансиран од Европската унија. It started in November 2024, 6 months ago, Започна пред 6 месеци во ноември 24 година and it will be 2 years more till May 27. и ќе трае уште 2 години до мај 27. What we will try to do, main thing is to assure that all people who need will get good quality services, social services. Она што ни е главна цел е да обезбедиме дека сите луѓе кои имаат потреба ќе добијат квалитетни социјални услуги. And understanding what is quality of services is very different in people, in service providers and in other countries. А разбирањето за тоа што е квалитетна социјална услуга е различно. Различно е кај давателите, различно е кај корисниците, различно е и од земја до земја. So we try to find out what is really good for people, what is quality of social services. Она што се обидуваме да го тврдиме, што навистина представува квалитет на социјалните услуги овде, што е добро за луѓето, за корисниците овде. Shortly to say, it must be service which is based on human rights. Накусо, таа услуга мора да е заснована на човековите права, Means that people can choose what they receive, луѓето да можат да изберат каква услуга ќе ја добијат, that social service is safe and easily accessible, и дека социјалните услуги се лесно достапни и безбедни. that users are satisfied with this service, Дека корисниците се задоволни со добиената услуга and that we can measure the quality by some kind of very objective and subjective, also subjective components. Но на крајот и квалитет е нешто што ќе може да го измериме и со квантитативни податоци, но и со квалитативни, субјективни податоци. So we will do 3 things mostly. Така што ќе се фокусираме главно на 3 работи. We will help to improve a system of measurement, of evaluation, monitoring of quality of services. Ќе се обидеме да го подобриме системот за мерење на квалитетот, за мониторинг и евалуација практично на квалитетот на социјалните услуги. We will train staff of service providers to use these methods. Ќе ги обучиме вработените во давателите на социјални услуги да ги користат инструментите што ќе ги развиеме. And we will help to improve system of inspection. И ќе помогнеме да се развие системот на социјалната инспекција. За да можеме да обезбедиме квалитет на услугите и тоа да го измериме во однос на задоволството на граѓаните, тука треба да ги вклучиме сите системски алки и сите да функционираат како часовник. Колку е тоа голем предизвик, Владимир? Апсолутно сите чинители во овој процес треба да бидат вклучени, почнувајќи од Министерството за социјална политика, демографија, млади, Заводот за социјални дејности како национални институции, општините, центрите за социјална работа, самите даватели на услуги, па дури, ако сакате, и до вработените, стручните лица и вработените во системот за социјална заштита. Сите треба да бидат вклучени и во подготовката на новиот систем за обезбедување квалитет на социјалните услуги. Тоа се обидуваме да го направиме и да не забораваме на крајот, како што рече Елена, задоволството на корисникот од добиената услуга, влијанието на услугата врз квалитетот на неговиот живот се некои од клучните одредници. Во таа смисла ние мораме да ги вклучиме и корисниците и во подготовката на овие измени, но и во идното оценување на квалитетот на социјалните услуги. Господине Сабрију, имаме ли капацитет технички и со човечки ресурси како систем за ваква обемна реформа? Досегашното искуство и активностите кои веќе сме ги отвориле како министерство се показател, односно го докажуваат фактот дека ние не дека сме спремни, ние веќе спроведуваме вакви реформи. Само да ги наброиме активностите кои што веќе се во
во тек. Ние како Министерство создававме ново софтверско решение за сите центри за социјални работи за да имаат поквалитетна, потранспарентна и поефикасна работа. Исто така се спрема софтверско решение за нов модел за проценка на попреченост за сите лица на попреченост, за да биде подостапен системот за секое лице да го ужива тоа право што има потреба. Исто така спремаме софтверско решение за социјалното осигурување, каде што сите податоци од сите сега фондови, фондот за пензиско, фондот за здравство, агенцијата за вработување, МАПАС, сите институции ќе бидат во едно место генерирани и сега работодавачите и корисниците на социјалното осигурување ќе бидат на едно место. Не само тоа, ние паралелно работиме и на реформата на социјалната заштита, реформата на детската заштита. Двата закони, клучни закони, се отворени во нашето министерство. Сите овие прашања, односно сите овие активности се показател дека ние не само дека имаме капацитет, но тоа го докажуваме и со дела. Господја Вахакупос, како партнери на Министерството за труд и социјална политика, исправени сте пред сериозен предизвик, имајќи предвид колку проектни активности ќе се реализираат. Истите треба да се спроведуваат од ноември 24 до мај 27. Кога би можеле да ги почувствуваме првите резултати? I understand. Now we have made a huge research by meetings, interviews, focus groups, and the data what we want to find is how the system is working now, what are strong parts and what are challenges. Ние веќе отпочнаме едно големо истражување преку интервјуа со голем број чинители, фокус групи, анкета, за да ги откриеме јаките страни на сегашниот систем и да откриеме кои се натамошните предизвици, каде има простор за подобрување. Also, we investigate standards of qualities and do they need improvement and in which parts? Ги разгледуваме сегашните стандардите за квалитет во сегашната правна рамка, каде се добро регулирани, каде се потребни подобрувања. Our report will be ready middle of summer. Кон средината на летото очекуваме да изготвиме извештај од ова истражување. In same time we will start to prepare training materials and we will start to train staff starting from September, I think. Истовремено развиваме материјали за обука и подготвуваме обуки за вработените во системот за социјална заштита и мислам дека ќе отпочнеме со првите обуки некаде во септември. We work in very tight and very effective cooperation with the Ministry of Social Policy. Ние работиме во тесна и многу ефективна соработка со Министерството за социјална политика. And with, of course, service providers on local level also. И се разбира со давателите на социјални услуги на локално ниво. И Владимир, на крај сосема накусо во една минута, имаме ли потенцијал како општество за ваква социјална трансформација? Ќе мора да имаме. Имајќи го предвид искуството, не сте нов во оваа приказна. Не, мислам дека имаме и ете и државниот секретар рече и досегашните постигнувања покажуваат дека имаме, ама сакам само да кажам, оваа промена на системот за квалитет на социјалните услуги е само една алатка за инклузија. Тоа е длабока општествена трансформација. Да, тука сте сосема во право и тука просто сите општествени чинители мора да придонесат. Ама зошто сум оптимист? Затоа што и придобивката е за сите. Инклузијата значи дека многу повеќе луѓе активно ќе учествуваат во општеството и ќе придонесуваат за општата благосостојба. Тоа инклузија е просто вин-вин ситуација за општеството. Сигурен сум дека ќе ги подобруваме работата. Цело е кога има се, нели? Да. Благодариме многу за гостувањето во Македонија на утро. Слушнавме со какви активности ќе се реализира проектот. Очекуваме резултати, очекуваме информација. Набрзо, благодариме многу.